Ова е нашата прекрасна Сонја Фениче. Дојде тука во Македонија да ни даде поддршка во нашата борба и секогаш сме пресреќни кога имаме една оваква наша македонка, посебна родолюбка. Еве ќе дадеме збор кратко да каже нешто. Ве сакам благословени македонци, Божи деца на светлината. Ова ми е прва исконска мисла секогаш кон вас. Кога не сум овде, секогаш сум поврзана со вас, и тоа е насушна потреба, да се виде поврзан со вас. Вие не знаете што значи да си надвор од изворот. Кога ние сме надвор од изворот, имаме насушна потреба. И затоа оние што живеат во Австралија се толку големи македонци, верувајте вистината. Колку што се подалеку, толку исконската, револуционерната код македонски е силен. А кога дојдов тука на изворот, тука сум 4-5 дена без интернет, без телефон, без телевизор. Верувајте, осетив такво смирение, таква хармонија и такво полнење на сите мои енергетски центри. Тоа не може да се објасни. Има тука нешто божествено. И тука е изворот. Може би кога сме тука не сме свесни, ама ние сме повикани да го зачуваме овој извор. Не само заради нас. Оти ние македонците сме избрани од народ. И имаме одговорност. Прво да се освестиме самите, зашто само како освестени може да ги согледуваме работите. Тие се пред нас. Вистината е пред нас. За да имаме очи, треба да ја бараме вистината. И тука на изворот, како што Исус на Самаријанката и рече ќе ти дадам жива вода, исто така почувствува жива вода, од која што не можеш да бидеш жедна. А таа Самаријанката, знаете која била? Сиријанка, Сирија, од сирче, од еднород, од едните македонци кои што ги објаснуваат нашите кодови се белите, се македонците. И уште нешто сакав да ви кажам, колку што се откинуваме од македонското ткиво, нашите родови. Ете, јас живам во Венето, меѓу венетите, толку Бог, единствениот, знае да го сочува нашиот код. Во Венето, единствен регион во Италија, каде што диалектот им е првиот јазик мајчин. Тие се толку ригидни, значи италијанскиот им е втор јазик. Тие секој зборуваат на диалект. Се прашувате ли зошто? Ако тие се македонски зборови, седија од седи, манџаре од манџа, веди, види, очи, очо. Тогаш, ако чело е на небото, тогаш на главата чело е фронт, за нив е чело на земјата. Значи, тие се македонски кодови. Зошто бела е збор кој што значува убава? Значи, расата на беластите е убава. И од таму, за се вратиме сега на Сирија, од сирче, од сириште, од бело. Нашите кодови, друго што забележав кај нив, покрај тие македонски зборови, кога на диалекти одговараат во Венето, пред секоја поставено прашање, тие велат дзе. Од каде? Буквата З ја немаат во италијанската азбука. З, напишана на италијански, на диалект, е С наша, нели? Да. А тој и бројот 5, кој што има на мистична своја улога и тежина. Значи, дзе. И што сака да кажат? Ако те прашат како си, дзе добро, ти одговара. Значи, сака да кажат дека во името на Бог или како што ние велиме со Господ Бог, добро. Значи, тој код тие не се свесни зошто го употребуваат, меѓутоа постои затоа што им го дал Бог. И уште еден друг код,
го имаат зборот ил како член. Ние оставаме членот позади, како човекот. Кај нив е членот напред. И сега за многу важни зборови, како чело, ил, чело. Значи го ставаат зборот ил. Зошто го избрале зборот ил? Јас сакам да ве повикам на размислување. Значи да го отвориме нашиот ум и да размислуваме кои сме ние. Значи да не дозволиме нашите кодови да им ги подариме на нашите комши како збеснати деришта. Треба да им дадеме воспитни. Затоа што ако рајот излегол од пеколот и родителите им даваат чотек, значи да им дадеме чотек на нашите комши, за да ги освестиме. Оти така и тие може да се спасат. Значи не може да им ги поклониме елените и лините на грците. Затоа што немаат никаков корен. Ако 8000 години пред наша ера Сал Сил Сум Васил Илјов го најде во Говрлево, што значи тој печат? 8000 години пред наша ера. Или до после Креска и Сесилју. Зошто во нашиот збор за население го има елени? Зошто во ниеден збор во светот го нема тој код? Или раселени? Значи тоа ткивото македонско кое што се раселило и тука се елени. Или Вселена, Вселенски сабор. И да размислуваме, ето тоа ве поканувам. И за Илијада. Илијада, или. Ево едни македонци ги напиша кодовите, да ја прочитаме книгата. Едни македонци кажаа дека Или е суперпозиција, Ил е Бог. Кога Бог пред да почине рекол или, Боже, Боже, зошто ме остави? Или. Ташко Белчев ни кажа дека Ел е Бог на феникиците, Ил е на македонците, Сол е на антите. Значи на сите македонски ткива. Се здрав. И затоа да ги бараме. Ето, Ил, друга карактеристика, сакам за овој код многу босилок. Во Италија босилокот е многу ценет. Кај нас сме го изгубиле тоа. И ние не таму го јадат босилокот, и многу здрав. И тука го има Ил. И босилокот е една билка која што, знаете, има мистерии што кога дури на мртовците се става босилок, затоа што ги спречува мирисот. Значи има некој божествено својство. Јадете босилок. И обрнете внимание дека и тука е Ил. И уште нешто, ако во италијанското знаме имаме три бои во вертикала, значи ако е во вертикала, се движиме версо кон Бога, кон осознавање, кон Ил, и тога има зелената боја, затоа што таа ја представува токму босилокот како еден артефакт на Италија, символ. Белата боја, ако е тоа беласките, и црвената боја. А тие го велат дека е символот доматот, ма ако знаеме дека доматот е всушност јаболко, не е доматот зеленчуке, и ако доаѓа од митологијата на златното јаболко, има тука некаква врска. Значи сакам да ви кажам дека кодовите ние треба да се осознаваме барајчи ја вистината. Прочитав во Знаци на македонизмот на Олга Новачева за калашите. Селата во калашите се изградени со концентрични кругови, токму такви какви што се овие на Олимписките игри, кои што беа македонски игри. Чудесно! И тие концентрични кругови ги поврзуваат водата, воздухот, оганот и земјата. Значи тие морат водата, воздухот и земјата, и тие морат на одредени места да палат огнови. Значи совршено. И од каде го имаат овај код? Сигурно не го имаат од војниците на Александар Македонски. Јас верувам дека лично од Александар Македонски го имаат, затоа што тој останал 3-4 години таму. Потоа го имаме хунзите. Хунзите како код ги имаат, значи
луѓето по богатство се означуваат според бројот на кајсиите. А зошто? Кајсијата има, осемката на кајсијата има такова витамин B17. Тој витамин е против рак. Тој е забранет во Америка. Зошто? Затоа што тие сакаат да сме болни. Сакаат да сме вечни клиенти на фармацијата. Заради тоа. Значи B17 и тие се здрави, најздрав народ. Значи тој е друг код на хунзите. И знаете што, и колку повеќе се осознаваат овие работи благодарение на нашите големи македонци кои што пишуваат и творат, тука е и нашата професорка, од која што учиме многу, и на сите македонци, значи тогаш колку што повеќе се осознаваме, толку се надминуваме и ја надминуваме и болката, и сето тоа преминува во радост, затоа што сме заштитени, верувате, не може да не уништат. А 2000 години не ништа. И друго што научив тука на изворот, ја зедов книгата на Милош Линдров за крстот. Не знам дали сте слушнале крстот, замислениот од северот во Хермелија. Тој е близу Еразмо, тука имаше град Хермелија каде што е роден Хермес, носителот на словото. Од тука па се до Свети Архангел, кој што била црква во Светинаум, на југ, на запад во Лин и на исток Свети Никола и на исток Свет Стефан Панцир во Маслиновата гора. Тој е замислениот крст. Значи, крстот не е измислен од христијанството. И Александар III Македонски го носил белиот крст на левото рамо. Тој доказ е артефакт во музеот во Лондон. А крстот знаете ли што значи? Крстот значи ија. Ако вертикалната е И, а хоризонталната линија е А ија значи Македонија. Земја.